Добра вечер, почитувани битолчани, добра вечер за Могила, добра вечер за Новаци, добра вечер за Демирхисар, добра вечер за цела Пелагонија и за сите поддржувачи на сегашниот и иден председател на Република Македонија, господинот професор Ѓорѓе Иванов. Во 2009 година имавме митинг тука во Битола во март и од истото ова место тогаш кажав дека професорот Иванов беше омилен професор помеѓу студентите на Правниот факултет и Факултетот за политички науки. Затоа што беше пристапен, беше начитан, беше примерен, беше секогаш на располагање на студентите и секогаш ги држеше најдобрите предавања по политички науки. Денес, после 5 години, слободно можам да кажам дека не е само омилениот професор на студентите. Денес професорот Иванов е омилениот председател на сите граѓани на Република Македонија. Затоа што за 5 години покажа дека може да ја задржи човечноста и моралот во политиката. Председателот Иванов знае како. Со државниците државнички, со народот народски. Тој никогаш не заборавил кој му го дал мандатот. Тој никогаш не се затворил во своите канцеларии, туку секогаш бил присутен таму кај што треба, и во странство, и во Република Македонија. Председателот Иванов сретнал многу повеќе граѓани и помогнал на многу повеќе луѓе од било кој негов претходник. Затоа што сакал тоа да го направи и не го штедел сопственото време. Бил и во официјална посета на Берлин, но не заборавил да ја посети општина Могила, да праша како се, што им треба и што може да помогне. Бил во многу официјални посети на Брисел, но не заборавил да биде во посета на Новаци, да ги праша како се граѓаните и да праша што може да помогне. Председателот Иванов бил и во Виена, бил и во Обединетите нации, бил во многу други светски метрополи, но не заборавил да појде ниту во Демирхисар, ниту во Крушево, ниту во Смилево, ниту во Бистрица, ниту во Долно Оризари. Секаде бил, ги поздравил, ги пофалил и се понудил за секаква помош. Тоа е човек кој што го оправда својот мандат и тоа е најголемиот капитал за следниот мандат. И во август 2011 година, вие добро знаете, кога имавме временски неприлики и поголеми пожари го зафатија Битолскиот регион. Токму председателот Иванов беше првиот што нареди на АРМ да ги употреби сите средства за да се угаси пожарот и следниот ден прв со градоначалникот Талевски ги посети местата и селата кои што беа загрозени од пожарот, за да праша дали луѓето се добри, дали се здрави и живи и што може тој како председател да им помогне. Тоа е човекот кој го знае и го почитува својот народ и затоа нашиот народ го знае, го сака и го почитува својот председател. Тоа е најголемиот капитал за еден човек да биде председател на својот народ и на својата држава во исто време. Од другата страна, почитувани битолчани, имаме канцелариски кандидат за председател. Имаме човек кој што сака многу да зборува, сака многу да кажува, но нема дела со кој што може да се прикаже. Од другата страна имаме кандидат чиј што политички ментор е Бранко Црвенковски и на кого тој му е политички должник. Од другата страна имаме против кандидат кого ниту сте го поздравиле во Могила, ниту тој ќе ве поздрави во Новаци. Од другата страна имаме против кандидат кој што ако се запрашате што направил за Демирхисар, што направил за Битола, што направил за Логоварди, што направил за Бистрица, што направил за Пелагонија, ќе добиете еден краток одговор. Никому и ништо. Затоа ние имаме човек со кој што можеме да се гордееме и кој што во своите излагања најдобро ќе ги наброи конкретните дела кои што ги има направено за Република Македонија. Стево Пендаровски во својата советничка кариера
има помогнато само на неколкумина. Првиот на кој што му има помогнато Стево Пендаровски не е битолчанец, не е могилчанец. Првиот на кого што тој му има помогнато е Бранко Црвенковски. Со тоа што го верификува фалсификатот на председателските избори во 2004 година. Тоа беше помошта што ја направи Пендаровски за својот политички ментор Црвенковски. Другите луѓе на кои што Стево Пендаровски им има помогнато во својата политичка кариера и во својата советничка кариера се господата Ахмети и Радмила Шеќеринска. Кога тој како председател на Државната изборна комисија им помогна великодушно да ја продолжат својата кампања и да ги окупираат медиумите со својата кампања и да вршат притисок на народот со својата кампања, дека некои прашања не заслужувале одговор. Дека прашањето дали Кичево ќе биде своја општина или ќе биде општина како во друга држава, не заслужувало одговор. Дека прашањето како ќе се чувствуваат Стружани денеска или како се чувствувале пред 10 години, не заслужувало одговор. Дека прашањето дали кон Скопје ќе се приклучат и Скопје, и Сарај, и Кондово и други општини, не заслужувало одговор. Тоа е Стево Пендаровски, човекот кој што во позадина ги спроведуваше сите политички действија на неговиот политички ментор Бранко Црвенковски, за да може тој да ги порамни сметките на тие на кои што им беше должен за да стане председател на фалсификувани избори. Може би Стево Пендаровски сака да ги заборави овие дела кои што ги има направено, но народот памти. Ќе го каже народот тоа и на 13 и на 27 април. И до вчера, без оглед на политичките разлики, сметав дека Пендаровски барем ќе го задржи нивото на политичка култура во оваа изборна кампања, но изгледа стравот и несигурноста го прават своето. И слушнавме како од Неготино и од Кавадарци почна со недолични зборови да го омаловажува председателот Иванов, нарекувајќи го вака или така. Не е важно. Ако Пендаровски смета дека треба да продолжи да го навредува председателот Иванов, нека го прави тоа. Но ние ќе кажеме дека сме горди што имаме председател и кандидат за председател, кој е човек кој што во политиката покажа дека 5 години никого не навредил, 5 години не влегол со никого во политичка кавга, 5 години никого не омаловажил, 5 години своето достоинство го сметал и како достоинство на народот. И затоа ви честитам, председател Иванов, што издржавте достоинствено и покрај сите напади. Кој што напаѓа и кој што омаловажува, може бил и може да продолжи да биде советник. А кој што е достоинствен и кој што знае да прости, тој бил и ќе биде председател, затоа што така се обединува народот наместо да се дели. Пендаровски, втората работа што ја кажа и која што ја слушаме од неговите митинзи е дека досега во 24 годишната независност на Република Македонија тој не видел и не слушнал таков преседан премиерот на една држава да ја водел заедно кампањата со председателот на една држава како кандидат за председател. Ова го наведува сметајќи или сакајќи да подметне дека ваквото заедничко водење на кампања е недемократско или е наметливо или не е во согласно со стандардите на ОПСЕ или на било кои други политички норми. Ова е уште една чиста манипулација на кандидатот за председател и политички ментор на Црвенковски, господинот Стево Пендаровски. Зошто? Затоа што тој добро знае дека во Република Македонија ова не е ниту прва, ниту последна председателска кампања. Токму Црвенковски како премиер на државата водеше заедно кампања за избор на председател кога Киро Глигоров беше избран на изборите 1994 година. Стево Пендаровски знае дека тие водеа заедно политичка кампања и нема ништо против тоа, но лаже кога вика дека Груевски и Иванов за прв пат заедно водат политичка кампања и дека тоа не било добро.
Не е коректно од Стево Пендаровски да ги манипулира граѓаните од кои што ја бара довербата. Стево Пендаровски знае дека и поранешниот премиер Георгиевски, кој што сега ќе му биде политички сојузник, водеше заедно кампања за избор на председател со покојниот Борис Трајковски во 1999 година. Тој го знае тоа, но им се обраќа на граѓаните, ги гледа во лице, ги манипулира и ги лаже дека за прв пат сега се случувало премиер и председател да водат кампања за избор на председател. Не е фер од Пендаровски да манипулира со оние на кои што очекува да гласаат за него. И премиерите во Словенија, и во Франција, и во Србија, и во Словачка, во изборите за председател, излегуваат отворено, јавно, транспарентно, гласно и даваат поддршка за својот политички фаворит. Така и Никола Груевски како опозиционер и председател на ВМРО-ДПМН излезе и ја водеше кампањата заедно со доктор Сашко Кедев 2004 година, кога Пендаровски од Државната изборна комисија ги фалсификуваше изборите. Така и Бранко Црвенковски, како председател на СДСМ и како опозиционер, ја водеше изборната кампања заедно со Тито Петковски во 1999 година. И тоа е нормално, и тоа е логично. И тука нема дилема. Но друго е нелогично и во друго е прашањето. Не е прашањето зошто го има Груевски во кампањата и во митинзите на председателот Иванов. Прашањето е зошто го нема Заев во митинзите на Стево Пендаровски. Зошто ја нема Радмила Шеќеринска во кампањата на Стево Пендаровски? Кој од кого се скрива? Кој од кого се плаши? Зошто не излезат и не застанат зад него? Не застанат до него како што стоиме ние до председателот Иванов и да кажат, ние се гордееме со овој човек, ова се неговите дела, ова го направил за Македонија. Дали свесно раководството на СДСМ се дистанцира од својот кандидат Стево Пендаровски, знаејќи дека тој ќе ги изгуби изборите? Однапред ја предадоа битката, го пуштија низ вода, за после да може да се избават и Шеќеринска, и Заев, и да кажат не изгубивме ние. Стево сам ја водеше кампањата и тој сам ги изгуби изборите. Или може би обратно, може би Пендаровски сака да се дистанцира од раководството на СДСМ, но нека каже, ако сака да се дистанцира од нив, нека го каже тоа јавно. Доколку не се дистанцира од нив, нека ги покани. Ова се отворени избори, демократски и транспарентни. Нека застанат. Може би некој ќе ги праша кој ќе биде кандидат за премиер. Може би не го знаат одговорот, дали Заев или Шеќеринска, но еден ден ќе треба да одговорат. Затоа ние знаеме, кандидат за председател е и председател ќе биде председателот Иванов. Кандидат за премиер е и ќе биде премиерот Груевски. Тоа е тоа што имаме да го кажеме со чист образ и пред сите граѓани. Денеска забележав дека некои медиуми, блиски до Социјалдемократскиот сојуз, цел ден му се нафрлија на председателот Иванов за еден лапсус што го направил, зборувајќи за председателот Ширак и спомнувајќи ја тука и Америка. Да ви кажам една работа. Сум водел повеќе политички кампањи и можам да ви го опишам денот на секој предизборен циклус. Денот почнува во 8 часот наутро, имате посета на 10 села, на 2 фабрики, на 3 пензионерски домови, одржувате 4 митинзи, имате 1000 ракувања и поздравувања, ја пропатувате цела држава и после полноќ треба да се појавите на интервју на некоја национална или локална телевизија. И човечки е да се сгреши и да се направи лапсус. И јас сум правил лапсузи во моите обраќања и нема политичар кој што подолго не се занимавал со политика да не направи лапсус. Но едно ќе ги прашам медиумите блиски до СДСМ. Едно ќе го прашаме и против кандидатот Пендаровски. Дали е поголема грешка да направиш вербален лапсус при целодневен умор или е поголема грешка да направиш стратешки пропуст и да ја продадеш пола држава со територијална реорганизација?
Дали е поголема грешка да направиш еден лапсус, кога си преморен од целодневна кампања, или е поголем лапсус и стратешка грешка како Пендаровски да верификуваш фалсификувани избори со 10% наполнети кутии? Дали е поголема грешка да направиш еден лапсус, ненамерен, или е поголема грешка да кажеш дека за 2 месеци ќе имаме привремено име и цел свет да ни се обраќа со поранешна Југословенска република Македонија заради Бранко Црвенковски, менторот на Стево Пендаровски. Затоа, почитувани новинари, медиуми, почитувани политичари, почитувани соперници од страна на опозицијата, дај Боже за вашите кандидати и за вашите политичари да наоѓавме лапсузи, но вашите грешки беа стратешки. Председателот Иванов, како и секој човек, може да сгреши, но неговиот стратешки пат, неговото верување, работа, принципи за Македонија, тука е исправен, тука е правилен, тука е човечен, тука е патриот и со тоа ја покажува својата љубов кон Македонија и со тоа ја оправдува довербата на граѓаните на Република Македонија. И на крајот, неколку пораки за оние недобронамерни критики кои што ги упатуваат социјалдемократите и особено против кандидатот Пендаровски, како една од главните замерки за председателот Иванов. Го критикуваат зошто тој во својот мандат не се спротиставил на законите на владата кои што ги донело собранието, зошто не одбивал да ги подпише, зошто ги прифаќал, зошто ги одобрувал, зошто соработувал. И преку оваа критика ќе ја видите целата смисла и целата логика и целата задна намера на СДСМ на овие избори. Тие не промовираат кандидат за да биде председател кој што ќе соработува. Тие промовираат кандидат за кој што се надеваат дека ќе успее да стане председател за да води кавги, за да води конфликти, за да има институционална криза, за председателот и владата да не соработуваат во интерес на граѓаните и државата, туку председателот и премиерот да се кавгаат како борба за политичка моќ, а во таа борба за политичка моќ да страда интересот на Македонија и да страда интересот на граѓаните. И според логиката на Пендаровски, ако верува во оваа критика, тогаш тој би требало, доколку беше председател на Република Македонија, да не го подпише законот за зголемување на субвенциите на земјоделците. Председателот Иванов го подпиша и не погреши, туку со тоа стана најголем сојузник и на земјоделците од Пелагонија и сојузник на владата во напорите да имаме подобра земјоделска политика. Председателот Иванов го подпише и законот за опрема во здравствените организации во болниците. Председателот Иванов го подпише и законот за подигнување на платите и пензиите. Председателот Иванов на негово барање донесе иницијатива која што и владата и собранието ја преточија во закон. Сите оние професионални војници кои што ќе навршат 45 години да бидат згрижани и вработени во државната управа. Тоа е председател кој што се грижи за законите, за луѓето, за граѓаните и за соработката со владата, а не некој кој што сака да води битки и да прави конфликти за лична политичка кариера. Затоа ќе ви кажам дека соработката помеѓу председателот Иванов и премиерот Груевски не е хендикеп за демократијата во Република Македонија. Соработката помеѓу премиерот, владата и председателот на државата е предност за целата држава. Тоа значи дека имаме став, дека имаме институции одговорни, дека имаме носители на тие институции на кои што најважен им е интересот на граѓаните. Председателот Иванов и премиерот Груевски не се луѓе кои што заради политичка моќ ќе водат кавги и ќе нанесуваат штета на државата. Иванов и Груевски се тим на кој што Македонија им е пред се. И затоа соработуваат за доброто на Македонија и за доброто на сите граѓани.